Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Водовод и канализација утрово информираше дека водата во основното училиште Димо Хаџидимов во Скопско Влае веројатно не е причината за серијата проблеми со кои се соочуваат поголем број основци кои имаат симптоми на стомачни болки и повраќање. Од ова јавно предпријатие велат дека по извршените анализи квалитетот на водата е во рамки на пропишаните стандарди. Секторот за санитарна контрола зема 4 примероци од 2 локации, училница и кујна, од кои за 2 физичко-хемиска анализа и 2 за микробиолошка анализа. Од добиените резултати, сите примероци физичко-хемиски и микробиолошки одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата на пиење, при што констатираме дека водата во основното училиште Димо Хаџидимов во општина Карпош е санитарно исправна и истата може непречено да се употребува, се вели во соопштението на Водовод и канализација. Дополнително, останатите институции земаа мостри за други видови на анализи, се испитуваат работните површини, приборот за исхрана во кујната, како и површините каде што учат учениците. Резултатите од овие анализи ги очекуваме денеска рано попладнево. Сите детали ќе ги имаме во следното информативно издание. Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да објави новата цена на парното грејење, што ќе важи од 1 декември. Одлуката доцнеше неколку месеци поради тоа што комисијата чекаше проценката на вредноста на топланите од Бирото за процена, документ неопходен за утврдување на конечната тарифа. Првичните најави уште од летото укажуваат дека компаниите што испорачуваат топлинска енергија побарале околу 50% повисока цена. И во пресред на денешната седница тие повторно доставиле пресметки со зголемени трошоци. Одлуката што ќе биде донесена денеска треба да биде појасна слика дали и за колку парното грејење за домакинствата и за деловните корисници ќе поскапи од декември. Нова цена, но од јануари ќе има и електричната енергија, ако се има предвид дека за околу 5% се зголеми цената по која ЕСМ ја продава струјата на Евана, тогаш тука некаде би требало да се очекува да поскапи и струјата за граѓаните и малите компании. Македонија мора да ги спроведе уставните измени и да работи на реформите, а потоа со нетрпение ве очекуваме во Европската унија. Ваква порака испрати министерката за европски прашања на Шведска, која е во посета на Скопје. На средба со македонскиот домакин Орхан Муртезани, таа ја потврдила поддршката на Шведска за проширувањето и интеграциите на Македонија. Муртезани пак порача дека земјава посветено работи на исполнување на обврските, но истакна дека процесот на проширување не треба да се базира на билатерални спорови, туку на систем на заслуги. Како ќе бидат спроведени уставните измени, со нетрпение очекувам да ги започнеме формалните преговори за пристапување и во таа смисла ја поттикнувам Северна Македонија да ги протурка реформските напори со поддршката на Европската унија и земјите членки, реформите поврзани со владењето на правото, независноста и интегритетот на судството и спречувањето на корупцијата се од критично значење и испорачувањето на конкретни резултати од суштинска определба. Патот е тежок и може да се смета како тежок и долг, меѓутоа можам да гарантирам дека вреди да се стане членка, меѓутоа и реформите, попатните реформи исто така се драгоцени во насока на градење на посилна, побезбедна Северна Македонија и Европа. Северна Македонија ги исполнува обврските и се води од копенхашките критериуми, кои се и остануваат нашата водилка и најсилниот аргумент за нашето приближување кон Европската унија. Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина.
Председателката Гордана Силјановска Давкова е во работна посета на Црнагора, каде ќе учествува на Балканскиот форум за интеграција, што се одржува во Подгорица, во организација на Европското движење во Црнагора и Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Италија. Силјановска ќе се обрати на сесијата председателите за ЕУ интеграциите имаме ли план и ќе оствари билатерална средба со председателот на Црнагора Јаков Милатовиќ. Во фокусот на Балканскиот форум за интеграција се геополитичките предизвици во светот, Европската унија и регионот на Западен Балкан, како и клучните области во евроинтегративниот процес. Основните човекови слобода и права, владењето на правото, доброто управување, безбедноста, борбата против корупцијата и организираниот криминал, информираше кабинетот на председателката Силјановска. А во рамки на вториот ден од работната посета на Вилнус, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски оствари одвоени средби со министерот за економија на Литванија и со председателот на Конфедерацијата на индустријалци. На средбите Муцунски го представи силниот ангажман на владата за создавање поволна деловна клима преку атрактивни стимулации, современа регулатива и високо квалификувана работна сила. Разговорите беа насочени кон можностите за интензивирање на економската соработка, како и кон конкретни иницијативи за унапредување на трговијата и инвестициите меѓу двете држави на владино и на компанијско ниво, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи. Во организација на Управата за јавни приходи денеска во клубот на пратеници се одбележа денот на даночните работници Свети Матеј. На настанот свој обраќање имаа премиерот Мицкоски и директорката на УЈП Елена Петрова. Борбата против корупцијата не е политичка флоскула, не е реторика за прес-конференции, тоа е реална работа, таа е уврска, таа е услов за обстанокот на системот. Како влада, заедно со надлежните институции, воспоставивме јасни механизми. Целосна дигитализација на процесите со цел да се намали секоја можност за злоупотреба. Строга внатрешна контрола и следливост, нулта толеранција за притисоци, фаворизирање и клиентелизам, јасни процедури и казнивост за секоја злоупотреба. Подобрување на транспарентноста, бидејќи светлината е најсилниот непријател на корупцијата. Оваа борба, Управата за јавни приходи, е клучна фронт линија. Затоа што каде има корупција, нема доверба. Во ваков комплексен амбиент, нашата улога е да покажеме дека УЈП не се ниша од секој ветар, туку стои стабилно на вредности, интегритет, професионалност, правичност и не отстапува од нив. Секој што постапил незаконски, секој што ја злоупотребил честа на даночната служба, мора да одговара. Нема место во нашите редови за оние кои свесно правеле злоупотреби за лични цели. Нулта е толеранцијата за корупција. Но денес сакам јасно да го кажам она што треба да се слушне. Честните и одговорни даночни службеници, вие сте тие што ја прават УЈП силна организација. Државниот завод за статистика објави дека во третото тромесечие од годинава бројот на живородени деца се зголемил за 3,7% во однос на истиот период лани, додека бројот на умрени се намалил за половина процент. За 3 месеци се родиле 4431 дете, но природниот прираст и натаму е негативен, бидејќи починале 4849 лица, што е 418 повеќе од бројот на родени. Статистика пресмете и значителен раст на бројот на разводи, но и намалување на бројката на склучени бракови. Во овој квартал имаме 3514 склучени бракови, што е нешто под 3% помалку од истиот период лани. Регистрирани се 470 разводи, што е дури 28% повеќе од лани.
За православните христијански верници кои се водат според јулијанскиот календар, денеска почна 6-неделниот Божикен пост. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува ноќта на Бадник. Целта на постот е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. За време на Божикниот пост постни се и сите славски трпези. Сдруженијето на јавни комунални предпријатија и Регулаторната комисија за енергетика сметаат дека е неопходно да се подобри постојната процедура за утврдување на цената на водата. На заедничката конференција беше нашиот штипски дописник Трајан Ристовски. Неопходно е ревидирање и подобрување на постојната процедура за утврдување на цените на водните услуги. АТКОМ и Регулаторната комисија за енергетика, преку стручна и конструктивна дискусија пред представници на релевантните институции и засегнатите страни, ја представија иницијативата со цел да се обезбеди одржлив, фер и транспарентен тарифен систем кој ќе го подобри работењето на јавните комунални предпријатија и ќе понуди решенија за нивна финансиска одржливост. Нудиме поголема стабилност во одредување на ценава, кое што ќе ги отсликува реалните потреби на предпријатијата. Според постојниот модел, Регулаторната комисија дава минимална и максимална цена за водните услуги, а советите на општините од политички и социоекономски причини најчесто ја одбираат пониската понуда, која не ги подобрува економските перформанси на предпријатијата и не ги намалува загубите на вода, кои во просек во Македонија изнесуваат 64%. Носењето на конечната одлука од страна на регулаторот не значи одземање на ингеренциите на општините. Ова напротив преземање одредна одговорност и обврска од општиниве и советиве на општиниве до Регулаторна комисија, бидејќи тоа е и наша основна функција како регулатор. При пресметка на методологијата на крајната цена, значи Регулаторна комисија ги разгледува темелно, структурално и функционално и ги анализира сите податоци, индикатори економски и финансиски што треба во определување на самата цена. Голем број јавни предпријатија продуцираат загуби или се на прагот на рентабилност. Финансиската нестабилност на јавните комунални предпријатија најмногу придонесува тоа што најголем дел од вкупните приходи кои што ги остваруваат комуналните предпријатија оди на плаќање на обврските, посебно во делот на електрична енергија и за исплата на плата на вработените. Доколку иницијативата не биде усвоена, како последица ќе има презадолжени јавни комунални предпријатија, зависни од донации, енормни загуби на вода, немотивиран и несоодветен кадар и пат на квалитетот на услугата. За Сител, Трајан Ристовски. Борба за поквалитетен живот и нормална интеракција со општеството 70 години е главен фокус на Охридското здружение на глуви, кое го прослави својот јубилеј. Таму беше нашата охридска дописничка Нина Ритоновска. Да не дозволиме попреченоста да го дефинира човекот како личност е пораката на Сдруженијето на глуви и наглуви лица од Охрид по повод јубилеот 70 години постоење. Изминатите 7 децении низ делувањето на Сдруженијето направено е многу за правата и за подобрување на квалитетот на животот на лицата со оштетен слух. Формирани сме во одамнешната 1955 година како меѓуградско здружение на Охрид, Дебар и Струга. Со проширувањето се поделиле и сме останати само како здружение на глуви на Охрид. Старата канцеларија ни беше во една стара барака покрај езеро кај рибарниците. Во 82 година се преселивме во овие простории, во кои што сме денес. За разлика од минатото кога речиси сите членови биле невработени, сега сликата е променета, согласно законот опфатени со овие лица, но потребна е надградба. Од Сдруженијето вела дека проблеми има, но се обидуваат да ги решаваат и надминуваат. Имаше години, посебно кога се вработив, на почетокот скоро цело здружение беше невработено и навистина беа тешки години кога работеше еден или ни еден од семејството. Тешки години, меѓутоа постепено со минувањето на
општествените услови со нашата борба, сега можам да се пофалам дека ние сме здружение во кое што немаме ни еден социјален случај. Секој си има своја работа, своја професија, семејство, прекрасни деца, учествуваме на сите настани во општината, заедно се дружиме, одиме на заеднички одмори, на заедничко патување, се надградуваме, покажуваме една поинаква перспектива на попреченоста. Поинаква перспектива и можност за развој. Инаку Сдруженијето во Охрид, формирано во 1955 година, има околу 150 членови. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Вести од светот во избор на Марија Ников.